Благодарам. Почитувана председателке, почитувани колешки, колеги, пратеници, почитувана македонска јавност, продолжуваме со седницата на Комисијата за прашања на изборите и именувањата, каде што точка на дневен ред е утврдувањето на предлог за избор на судии за Уставниот суд. Денеска, фактички кратката биографија разгледуваме на господинот Љубомир Јовески, актуелен јавен обвинител на Република Македонија. Веднаш на самиот почеток да се надоврзам на оние три принципи кои што ги кажав во моето претходно излагање. Тоа се класични партиски принципи кои што морам уште еднаш овде да ги повторам за да знае целата македонска јавност на каков начин ќе се одвива изборот на судии за Уставниот суд на Република Македонија. Првиот принцип е принцип на награда за се она што е досега направено за партијата, за се она што е досега завршено за врхушката на Социјалдемократскиот сојуз, следи награда. Вториот принцип, принцип на казна, важи за неистомислениците. Сите оние кои што ги исполнуваат сите услови да бидат уставни судии, а не можат затоа што не се членови, симпатизери, подржувачи и партиски послушници на Социјалдемократскиот сојуз, тие отпаѓаат. И третиот принцип е принципот на заштита. Доколку дојде до промена на власта, новите уставни судии мора да се постават исклучително заштитнички спрема врхушката на Социјалдемократскиот сојуз. Двата од овие три принципа, принципот на награда и принципот на заштита, комплетно ги исполнува господинот Љубомир Јовески. Но да бидеме крајно коректни, пред мене е неговата кратка биографија и како и за сите други кандидати во изминатите денови, мислам дека е крајно коректно, односно фер, да се прочита неговата биографија која што е фактички на еден лист хартија. Господинот Љубомир Јовески не е било кој, тој во моментот извршува една од највисоките функции во државата, јавен обвинител на Република Македонија. Роден е во Прилепско, средно образование завршува во гимназијата Цветан Димов во Скопје, а на правниот факултет при Универзитетот Свети Кирил и Методи дипломира во 1978 година. Овде нема да ја спомнувам возраста, кој што во моментот е 68 години. Знаејќи дека уставните суди имаат мандат од 9 години, тоа значи дека господинот Јовески дополнителни 9 години треба да ја извршува оваа функција, што значи дека некаде би имал 77 години. По дипломирањето во 1979 година се вработува во Републичкиот секретаријат за правосудство, каде што по приправничкиот стаж извршува работни задачи како референт, виш референт и подоцна советник. Во истиот период извршувал и работи на секретар на Совет на извршување на кривични санкции. Она што е интересно е дека од 9.11.1987 година Јовески е избран за судија во Општинскиот суд Скопје 2. А во 1995 и 1996 година ја извршува функцијата заменик председател на судот. Од 1996 година е вршител на должноста председател, пошто е избран и за председател на Основниот суд Скопје 2 со мандат од 4 години. Како судија 15 години има работно искуство по предмети од кривичната област. Денес
со одлука на Собранието на Република Македонија ја извршува функцијата јавен обвинител започнувајќи од 25.12.2017 година. Затоа реков дека извршува една од најважните функции во Република Македонија. Јавен обвинител. Еден од условите, она што фактички и претходно го кажавме дека се бираат судии за Уставен суд врз база на сето она што го имаат направено до сега, односно од редот на истакнатите правници, односно правници кои што во своето работење имаат исклучителни резултати. Затоа јас ќе се задржам на овој дел. Значи од 25.12.2017 почитуваниот Љубомир Јовески извршува функција на јавен обвинител. Што тоа значи? Уставната положба и законската рамка на јавното обвинителство на Република Македонија е офатено во Уставот на Република Македонија и е дефинирано како единствен и самостоен државен орган кој ги гони сторителите на кривични и други казниви дела и врши други работи утврдени со закон. Јавното обвинителство ги извршува своите функции врз основа на Уставот, законите и меѓународните договори ратификувани во согласно со Уставот, кои се дел од домашниот правен поредок. Никаде овде не се спомнува партија. Во вториот пасус, јавно обвинителската функција ја извршуваат јавниот обвинител на Република Македонија и јавните обвинители. Заради објективно и професионално извршување на функцијата, јавниот обвинител не смее да биде член на политичка партија или да врши друга јавна функција и професија. Исто така Уставот изрично забранува политичко организирање и дејствување во јавното обвинителство. И сега би сакал некој да ни објасни на сите нас овде како е можно, доколку е забрането членувањето во политичка партија, постојано да се работи во интерес на една политичка партија, во интерес на една фактички врхушка на една политичка партија во Република Македонија. И за тоа секако дека следи награда, тоа е 9 години уставен судија. Согласно Законот за јавно обвинителство, кое што беше се до важност до 30 јуни, од кога после стапи новиот закон за јавното обвинителство, организирано е според принципите на хиерархија и субординација. Односно, основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција и 22 основни јавни обвинителства. Многу е важно да се знае кои се надлежностите, за да може да се даде една правилна и вистинска оценка што тоа до сега направи господинот Јовески и со што заслужи да биде утре уставен судија. Судија на Уставен суд. Надлежноста на јавните обвинители, почитувани колешки и колеги, е определена во Уставот на Република Македонија, во одредбите содржани во Законот за јавното обвинителство и Законот за кривична постапка, а делумно и со одредби од други закони. Во посебна глава, глава 6, во Законот за јавното обвинителство се уредени надлежностите на јавното обвинителство и на јавните обвинители. Според овој закон, јавното обвинителство постапува во границите на својата стварна и местна надлежност. Основните јавни обвинителства постапуваат пред основните судови, вишите обвинителства пред апелационите судови, основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција постапува пред основниот суд со специјализирано судско одделение надлежно за судење на дела од областа на организираниот криминал. Јавното обвинителство на Република Македонија во рамките на меѓународните договори остварува и непосредна соработка со јавните обвинителства на други држави, особено на планот на спречување и гонење на организираниот криминал.
и други тешки форми на криминал преку правна помош, непосредна размена на податоци, едукација, специализација на кадри и други форми на соработка. Она што е за нас исклучително важно при оценувањето на сето она што е како труд во наводници вложено од господинот Јоевски е следното. Според Законот за кривична постапка, јавните обвинители ја водат истрагата, при што секојдневно се соочуваат со тешки, сложени и одговорни задачи. Во работењето неопходна им е поддршката од стручните служби за успешно и професионално да извршуваат улогата што им е доверена, а која се повеќе предизвикува интерес на јавноста. Согласно Законот за кривична постапка, јавниот обвинител ги има следните права и должности. Ги насочува дејствијата на органите надлежни за откривање и пријавување на кривичните дела и на нивните сторители. Предлага или издава наредба за преземање на посебни истражни мерки под услови и на начин определен со закон. Донесува наредба и спроведува истражна постапка. Пронаоѓа, предлага и обезбедува докази под услови и на начин определени со закон. Предлага привремени мерки заради обезбедување на имот или предмети прибавени со кривично дело или заради извршување на мерката конфискација. Одлучува за одлагање на кривичното гонење под услови и на начин кои што се определени и дефинирани со закон. Предлага издавање на казнен налог под услови определени со закон. Преговара и се спогодува со обвинетиот за признавање на вина на начини под услови кои што се исто така определени со закон. Поднесува и застапува обвиненија пред надлежниот суд. Поднесува жалби против непрофесионални судски одлуки и вонредни правни лекови против правосилни судски одлуки. Одлучува по жалба на оштетениот во случаи утврдени со закон и презема и други дејствија утврдени со закон. Она што е уште позначајно дека основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција како дел од единствената хиерархиска структура на јавното обвинителство на Република Македонија постапува за кривични дела извршени од организирана група од 3 или повеќе лица која постои одреден временски период и дејствува со цел да се изврши едно или повеќе кривични дела за кое е предвидена казна затвор од најмалку 3 години. За кривични дела сторени од лица со полициски овластувања и припадници на затворската полиција согласно членот 33 став 1 од овој закон. За кривични дела неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори од член 215, кога се работи за меѓународна организирана група, измама на штета на средства на Европската заедница од член 249, перење на пари и други приноси од казниво дело. Член 273, злоупотреба на службена положба и овластување од член 353, примање на подкуп, член 357. Противправно стекнување и прикривање имот, злоупотреба на постапка за јавен повик, доделување на договор за јавна набавка или јавно-приватно партнерство, злосторничко здружување од член 394 од Кривичниот закон. Исто така, постапува за кривични дела давање на лажен исказ, спречување на докажување од член 368, попречување на правда од член 368, откривање на идентитет на загрозен или заштитен сведок член 369. Исто така, постапува за кривични дела терористичко загрозување на уставниот поредок и безбедноста член 313. Учество во странска војска, полиција, паравоени или параполициски формации, здружување заради непријателска дејност, терористичка организација, тероризам, финансирање тероризам и така натаму. Исто така постапува
за кривични дела од член 218 за годување на животната средина и природата, производство, трговија или употреба на супстанции кои осиромашуваат озонската обвивка, загадување на водата за пиење, загрозување на животната средина и природата со отпад, неовластено прибавување и располагање со нуклеарни материјали, тешки дела против животната средина и природата. За кривични дела од главата 24 кривични дела против културното наследство и природните реткости од кривичниот законник, доколку се сторени од организирана група. Знаејќи го сето ова, се поставува прашањето со што господинот Љубомир Јовески заслужи да биде еден од кандидатите, а според сето ова што фактички немаме дискусија од страна на опозицијата, од позицијата, од партиите кои што се на власт, укажува дека се планира глатко да помине. Како може сега, знаејќи дека ништо не извршил во изминатите 5 години од сето ова што во изминатиот период беше тука потенцирано од страна на моите колеги и уште еднаш потенцирано и од мене, дека фактички од сите тие негови овластувања кои што ги имал, не постапил во ниту еден случај, освен исклучително во заштита на партиите на власт, односно членовите и врхушката, се поставува како сега тој, господинот Љубомир Јовески, ќе биде уставен судија, знаејќи ги кои се тие надлежности на Уставниот суд. Под еден, контрола на уставноста и на законитоста. Под два, заштита на слободите и правата на човекот. 3. Решавањето на судирна надлежности. 4. Одлучување за одговорноста на председателот. И под 5. Други надлежности. При тоа, уште еднаш да потенцирам, знаејќи фактички што се направи во изминатиот период, односно што требаше да направи, а што не сработи. На база на тие резултати, тој добива награда, утре ќе биде 9 години судија во Уставниот суд. Па еве некои моменти кои што се прибележени и нотирани за неговата работа како јавен обвинител. Мешање во работата на обвинители и директно преземање на процесни дејствија во предмети кои што не се надлежност на јавното обвинителство. Ете една од неговите во наводници успешно завршени работни задачки. 2. Лошо менаџирање, буџет, блокирана сметка, ресурси, она што, мислам, вчера колегата Бране Петрушевски одлично го образложи, зграда, опрема, намештај, целокупниот оној циркус кој што го гледаа граѓаните на Република Македонија. 3. Фамозните истражни центри кои што нели ќе беа ставени во функција на работа, кои што се формирани само на хартија, без подршка од ресурси, без пристап до дата бази и така натаму, кои што требаше фактички да одекнат како ете некоја супер идеја, меѓутоа во пракса ништо од тоа. 4. Контроверзно постапување со присуство на состаноци на извршната власт, на најобичниот студент на прва година му е јасно дека судската, извршната и законодавната власт едноставно нема шанси да се мешаат, а не па да се едноставно работи заеднички. И тоа член на координативен кризен штаб, се извинувам, она што се случи во болницата со Тетово е земено како пример, координација со екс-министерот Филипчи и така натаму и така натаму. 5. Што се случи со многуте предмети? Пасошите, дрогата од Прилеп, има ли завршница? Или сето тоа само
остана како мртво слово на хартија и се најдоа таму еден-двајца кои што треба да ја понесат севкупната одговорност. Кога зборувавме за судството и кога зборуваме, постојано се подсетуваме на оние 8% на доверба кои што јас минатиот седница истакнав дека најверојатно ќе оди и надоле тој процент, затоа што граѓаните убедливо најмалку веруваат на представниците на судската власт и еден од најзаслужните за таквото ниско ниво е секако Љубомир Јовески. Другиот кој што беше исклучително заслужен, Добрила Кацарска, си доби награда, сега е на ред да се награди господинот Љубомир, да му се даде тоа толку посакувано место на следниот принцип. Значи, Љубомире, ти заслужи, ти не бранеше постојано, меѓутоа, сега ќе бидеш 9 години и ќе продолжиш да не браниш. На тој принцип е тоа, нема неколку минути разговор е тет-а-тет со екс-премиерот. На таков начин, сега 9 години македонската јавност ќе гледа како се фактички повторно ќе се одолжува за тоа бакнување на рака и за се она што треба да направи во идниот период. Дозволете ми на мој начин да представам сето она што е како реперкусија во име на цела држава на база на неработењето на господинот Јовески. Фактички, каква е состојбата во државата низ неколку примери кои што го знае секој македонски граѓанин. Република Македонија во овој момент е држава во која што на пиедесталот, на врвот е криминалот и корупцијата. Тоа не е само потврдено од реномирани странски компании кои што вршат мониторинг перманентно секој ден, тоа е нешто за што потврда има и секој македонски граѓанин, оној кој што искрено ја сака својата држава. А значи, на врвот, на самиот пиедестал, криминал и корупција. Тоа е под еден. Под два, Република Македонија во овој момент е држава во која што највисоките партијски функционери на Социјалдемократскиот сојуз се фактички и главните криминалци. Пример, двајцата генерални секретари, некој овде сакаше да биде саркастичен и спомна, па немаме среќа со генералните секретари, тоа не е точно. Првиот штедеше, почитувана македонска јавност, штедеше во неговата касичка, наместо да штеди во државната каса, штедеше во собствената каса пари. А вториот го знаеме од овде, ни беше колега пратеник, на самото место на столчето во големата сала која седеше, не знаевме дали седи на столчето или седи на масата, а он фактички размислувал на нешто друго. Знаел дека он не му е местото во парламентот, он не е за пратеник, меѓутоа за генерален секретар ите како се покажа како добар. Уште еднаш, држава во која што главните криминалци се главните играчи на партијата на власт. Одиме 3. Република Македонија во овој момент е држава во која што ако украдеш милиони, веднаш ќе бидеш прогласен за успешен бизнисмен, за најдобар. Можеш да држиш предавања на секаде, како ти си се збогатил, како си направил маестрални маркетинг потези. А сите знаеме дека си украл на тендери во 4 очи. Но од друга страна, и за тоа не сносиш одговорност, но од друга страна, ако украдеш една векна леп, веднаш ќе бидеш уапсен и ти следува казна затвор. За една векна леп. Да не ги спомнуваме овде десетина кебапчиња кои што стана веќе, тоа е урбана легенда. 4. Држава во која за осомничените за криминал постои нешто што се нарекува отворена врата. Отворена врата на која што секогаш и да си фатен и да ти има на снимка како случајот со Ден Дончев. Тоа е на снимката на фантастичен, магионичарски начин
толку експлицитно ги зема парите, таква елеганција, и за тоа не одговараш, него знаеш која е отворената врата на која што ти слободно ќе ја напуштиш државата без трага. Ја овде поставувам прашање од сите овие работи. Дали ја гледате поврзаноста на оној кој што утре треба да биде уставен судија? Дали тој мрдна со прст за сите овие дејанија кои што претходно не случајно ги прочитав овде? Не мрдна со прст. Напротив, молчечки, сето тоа му даде една посебна димензија. Отворена врата, излези напуштија државата секако со оние милионски суми на пари кои што се украдени од сите граѓани на Република Македонија. Случајот со Ден Дончев во аналите на криминалистиката, во аналите на правосудството. Елеганција во движење. Така ги зема парите елегантно, сите го видоа и само му се покажа фактички на кој граничен премин да ја премине државата. Тоа беше завршницата. Време и време помина ниту А, ниту Б за неговиот случај. Па во чија надлежност е тој случај? Одиме понатаму. Нешто што е сега и текако актуелно. Почитувани мои колешки и колеги, Република Македонија е држава во која што трошиме струја. Меѓутоа некој троши струја, не плаќа, за да сите ние кои што трошиме струја и плаќаме ги покриеме и тие трошоци. Тоа е единствениот пример во светот. Тој што не плаќа е награден од нас. Ние ја плаќаме неговата сметка. И тука нема ли моменти за кои што треба јавниот обвинител да постави неколку прашања? Како е тоа можно? Треба ли да сноси некоја одговорност? Што треба сега ние граѓаните кои што уредно плаќаме струја, што треба ние да направиме? Некој копал биткоини, некој се грее, но не плаќаат. За разлика од нас кои што ете сме граѓани кои што знаат дека треба да се плати струјата за собствената потрошена, меѓутоа никаде не најдов дека треба да ја платиме и онаа струја кој што некој друг ја потрошил. Одиме понатаму. Република Македонија во овој момент е држава која што во ФАО е забележана како производител на храна. А производителите на храна во цел свет се уште се земјоделците. Кај на земјоделците веќе изминатите 5 години, посебно последната година, се повеќе проаѓаат во една друга категорија, преминуваат, тоа е социјална категорија. Не можат да се прехранат себе, своите семејства, не можат да ги платат сметките. Фактички, нивниот труд не е валоризиран, нивниот труд можеме да го сретнеме во форма на производите што ги произведуваат, како се фрла секојдневно на буниште. Дали отварањето на монополските позиции во секоја бранша на земјоделието, без разлика дали е производителство, лозарство, дали е овоштарство, дали креирањето на такви земјоделски политики во кои што се фаворизираат и се дава шанса да се креираат монополи, што е согласно закон и устав во оваа држава најстрого забрането, не директна последица осиромашувањето на земјоделските производители. Нема ли тука моменти за да се позанимава и јавното обвинителство? Да истражи каква е таа поделба, реонизација во Неготино, ти смееш да откупуваш во Неготино, односно не смееш во Неготино, смееш само во Валандово. И тоа сега оваа година нас ни се случува во Неготино. Организираниот откуп на грозјето го нема никаде и што се принудени сега лозарите? Губат милионски суми на пари секојдневно, честно заработениот леп не можат да ги земат финансиските средства за честно изработеното изминатите 365 дена.
Нема откуп, нема пари. Само нервози и задолжувања. Сега че се принудени да се задолжуваат. И повторувам, нема ли тука можност да се направи истрага, да се види на каков начин определени компании се фаворизирани и тоа составен дел на така наречената зелена мафија и да ставиме крај на тоа. Обвинителот да биде напред, а ние сите да го следиме и да речиме браво. Или за такво нешто во овој момент нема теоретски шанси. Одиме понатаму. Докторите во Република Македонија, докторите или штрајкуваат, или си заминуваат. Трето нема. Штрајкуваат затоа што исто и нивниот труд, како и на сите други, не е ценет, не се почитувани и затоа опцијата за минување од државата е најдобрата опција. Меѓутоа заминуваат и од сето оној кошмар кој што имаа прилика да го видат и се уште го гледаат, како се краде од живите и ве молам и од починатите пациенти, како на сите оние настани што ни се случија, модуларната болница во Тетово, како година дена се чекаше, па не знам, кабелот бил крив, па не знам, некој друг бил крив за на крајот да се покрене обвинение или главниот сомнеш да биде кај лица кои што апсолутно немаат никаква вина. Од таквата причина докторите заминуваат или, гледам се почесто сега, излегуваат на штрајк. И повторно велам, нема ли тука индиции, нешто што треба да се истражи, да се види, зошто е ова што му се случува во здравството, што е, кога и на каков начин ќе се излезе од овој кошмар. За работниците и за нивните права постои само една реченица, дека во Република Македонија работниците немаат апсолутно никакви права. Најдобар показател за тоа е најновата сума која што е изнесена во делот на потрошувачката кошничка, каде што сега веќе 3 минимални плати нема да бидат доволни за да се прехрани едно 4-члено семејство во Република Македонија. За какви тоа работнички права станува збор? Сето ова што имав прилика во изминатите минути да го кажам, останува само уште да спомнам за образованието, каде што често пати од овде се спомнува дека нашите универзитети ги нема на ниту една листа, не знам, шангајска листа, не знам, европска листа, и дека тоа било најдобар показател за на какво ниво е образованието. Фактички не треба да се даваат никакви други атрибути, дека е на самото дно, не само во Европа, туку и во светски рамки. Од сето ова, што изминатите минути го зборев, би сакал со неколку поенти да завршам, а тоа е дека господинот Љубомир Јовески фактички само ќе биде една форма во која што само ќе биде потврда дека дното е пробиено комплет. Дното фактички не постои, а тој на база на сето оно што го има направено за партијата на власт, 9 години ќе извршува една сосем друга функција, повторно поставувајќи се заштитнички за неколку лица кои што фактички му дадоа збор дека ќе го направат уставен судија. Тоа го знаат сите во Републиката, тоа го знаат и амбасадорите и фактички нивната реакција е иста како на секој еден граѓанин кој што си ја сака својата татковина. Дека вакво чудо нити било, нити ќе биде. 68 години има господинот Јовески, реков јас дека нема да спомнувам, едноставно треба да биде обезбеден до 77 години, а со тоа да продолжи заштитата и комоцијата на неколку лица во државата. Но како и за се друго,
Постои почеток, но постои и крај. Крајот е се поблиску и мислам дека предвремените парламентарни избори ќе бидат решение. Ви благодарам. Ви благодарам и јас, почитуван колега. Следен пријавен за збор е пратеникот Зоран Коцевски. Повелете, колега.